И еве сум на 19 пред 19 во ново издание на сцена, денес некако предпразнично расположени, секогаш гужва во телевизија Нова и се надам дека ова позитивна енергија ќе ви ја пренесеме каде и да сте, што и да правите. Сигурно веќе испланиравте како ќе го поминете празничниот викенд, продолжен викенд, а ние испланиравме со што ќе се занимаваме следните 20 на минути. Внимавајте добро. Денеска во сцена, пред големиот христијански празник Великден, ги фарбаме првите великденски јајца со Маја Вукичевиќ. Неизбежно со Џокси, зборуваме за неговиот евергрин на Великден сум се заљубил. Гледајте не до самиот крај. Да, неизбежниот Џокси ќе го имаме во живо во денешното издание на сцена, некако великденско расположение не тресе. Но прво да почнеме со оние информации кои што го протресоа светот, поточно што правеа светските ѕвезди. Имено Бионсе беше искритикувана од незините обожаватели за претераниот фотошоп, а Дженифер Лопес се пофали со незините близнаци. Еве ги деталите. Джесика Алба го одбра Хаваи како дестинација за прослава на незиниот 35-ти роден ден, кој би рекол дека оваа згодна холивудска актерка е мајка на 2 деца. Пред неколку дена сподели фотографии на кои ја покажува својата совршена фигура, на која може да ја завидуваат и многу помлади девојки. Но единствената причина за да Джесика се најде на оваа дестинација не е само роденденот. Во тек е еден нов едиторијал за кој што се уште деталите се непознати. Таа на Инстаграм објави фотографија со неколку пријателки, на која ја најавува незината прослава за роденденот. Според текстот под неа, очигледно Алба е среќна и ја исполнуваат најблиските. Бионсе неколку пати досега беше критикувана поради користење фотошоп, а со новата фотографија ги разбесни фановите. Во новата фотосесија пеачката не личи на себе. Бионсе, која е позната по своите облини, на фотографијата истите ги нема и изгледа многу слаба. Незините обожаватели не се воздржаа па искоментираа дека фотошопот е патетичен и немало потреба од него. Фотографијата изгледала совршено и без тоа. Во еден од коментарите објавени на социјалните мрежи, изјавиле дека е големо непочитување и целиот лик е изменет, со што го користеле ликот на Джейда Пинкет Смит и телото на Хали Бери, за да ја креираат Бионсе. Standing in vibe is so erotic, solo hace falta el amor. Se puede amor. Love celebration. Миленицина мајка, иако е светска музичка звезда, секс символ и успешна актерка, Дженифер Лопес пред се е мајка, а од сите работни активности најмногу стака времето да го поминува со своите деца. Тоа го покажа и со последната фотографија објавена на незиниот профил на Инстаграм, на која што е со 7-годишните близнаци Макс и Ема. На истата искоментира дека токму ова е незината идеја за совршено попладне, прегратки и љубов. Со истата помалку од половина ден собрала 1 милион лајкови од обожавателите ширум светот, како и бројни коментари кои се сложувале со незината проценка. Да, тоа го правеа светските ѕвезди, а многу повеќе за овие шоубиз информации ќе најдете на tvnova.mk. Сега ајде да се осврнеме на празников кој што ни доаѓа, големиот христијански празник Великден и денеска е Велики четврток, голем дел од домакинките во Македонија сигурен сум дека ги изфарбаа првите црвени јајца. Е нормално дека и ние со една од домакинките на нашата македонска естрада тоа го направивме и ќе ви го приложиме во продолжение. Како ни излегоа нашите великденски јајца фарбани со Маја Вукичевиќ. Денес е Велики четврток, денот кога домакинките стануваат рано наутро пред изгресонце и фарбаат 3 црвени јајца. Символиката на истите е голема за празникот кој следи, Великден. Македонската естрада може да се пофали со домакинки кои ги почитуваат традиционалните обичаи, посебно за големите празници. Денес и ние имаме една таква. Маја Вукичевиќ се согласи пред нашата камера да направи еден туторијал како до црвени великденски јајца. Постапката започна со разговор. Денес е Велики четврток и традиционално секоја година стануваме рано. Јајцата веќе се готови.
и еве ќе ги ставиме на страна да се оладат. Едноставно, знаеме со комшивките да се пробудиме и да кажеме, еве, почнуваме, работиме со мојата драга пријателка Маринела. Маја признава, креативноста повеќе ја покажувала кога незиниот син Гораст бил помал, а веќе извесен период на трпезата во нивното семејство преовладува само црвеното јајце. Гораст кога беше помалечок, во сабота фарбав многу јајца затоа што имаше многу другарчиња. И се трудевме да ги украсиме, затоа што се носеше јајце на училиште, нели? Па требаше да се покаже јајцето кој има вакво или онакво јајце, моравме да бидеме креативни. Сега како веќе е пораснат, 22 години има, останува на традицијата дека само црвените јајца ја красат нашата кошница. Како домакинка, за да се дојде до убава црвена боја на јајцето, ќе каже, влијаат повеќе фактори. Веројатно е најбитна бојата или квалитетот на бојата, која што ретко сега може да се најде некоја квалитетна боја, како што порано имаше. И ги прашувам сега домаќинките од каде купуваат кога ќе ги извадат црвените јајца, ама баш црвени. И мислам дали е до белото јајце, дали фарбале бели јајце или не знам какви. Понекогаш знае бојата да не ми фати и тогаш трчам во продавница, барам дополнителна боја или друга боја и веднаш ја поправаме штетата. Како обично се прославува Великден во нивното семејство? Великден е најголемиот празник, кој што понекогаш еднаш се поклопи со мојот роден ден, на 8 април. А редовно се поклопува тука некаде со роден денот на син ми 25 април. И е нашиот најголем празник. Јас како православен верник еве изминативе 7 дена постам. Одам на литургија во црква. Тоа ми е најубавиот ритуал. Сега не знам како ќе излезе бојата, се надевам дека ќе излезе како што треба. Да се добие некое смирение во сите овие турбулентни времиња кои што ги имаме. Великден го сака како празник, затоа што тоа се денови во кои можеш да се видиш со најблиските роднини и пријатели. Домашната атмосфера заедно со семејството е она што го практикувам со години. 1 мај знаеме да отидеме некаде малку на прошетка, но Великден уживаме дома во молитва, во убави разговори, да се видиме, да видиме до каде сме. Едноставно прекрасно време кое што си го користам во кругот на моето семејство. Великденската трпеза, освен со црвени јајца, збогатена и со традиционални македонски специјалитети. Јас продолжувам со постот, така да сигурно ќе подготвам риба, убава, така да тоа е тоа што јас го сакам, може нешто месено да направам, и да ја збогатам трпезата, ако посака Гораст. Што испланира Маја за овој продолжен викенд? Ќе одмарам малку, некои 3-4 дена, потоа се враќаме на работа и со нови предизвици во магазинот Теа Модерна, со полна пареа и во прекрасна работна атмосфера. За краток период го подготвувам и видеозаписот за новата песна која што ја промовирав пред извесен период. Додека траеше разговорот, јајцата со црвена боја на Тивко крчка. Па време беше да се вратиме на нив. Па од прилика кога ќе фати убава црвена боја, а овде потреба да не распугаат на Тивко, се разбира, на Тивко треба обично од 20 на јајца 1 до 2 ми се пукнати, што е добар просек. За потребите на оваа емисија нема да чекаме доволно да добиеме баш таква црвена боја како што треба. Значи, потоа нели со зејтин се премачкуваат.
А знаем, на времето правев со сати, со часови правев, ги украсував јајцата. Епа домакинки, ако се уште не сте изфарбале јајца, се надеваме дека веќе ве поттикнавме да го направите тоа. Среќно со бојата и просекот на испукани јајца. Продолжуваме понатаму со сцена и нема Великден без Џокси. И токму Џокси го имаме во студиото на телевизија Нова, во денешното издание на сцена Великденско, некако така го нареков, каде што малку ќе ја начнеме приказната за Евергринот на Великден сум се заљубил. 26 години Џокси зборува за оваа песна. Има ли нешто што не е кажано? Предпоставувам не. Здраво, добре дојде прво, Џокси. Да. А благодарам што ме покани, прв сум тука кај вас во телевизијата. Ги поздравам сите оние мои колеги од Телма кои работат веќе тука и сите оние од другите телевизии кои дошле веќе за да направат оваа телевизија као ете број 1 да биде, нели? Така, во Македонија. Поводот го спомнав и нормално дека секој Великден... Не отиче ме викнеше бе Џокси, а имаш нова песна, дојди да видиме, не Великден. Добро, идемо дали. Великден без Џокси нема. Нема. И зборувано е многу пати, јас само онака накусок ќе прочешлам што се несо до приказната и создавањето на овој голем Евергрин и оваа песна на Великден сум се заљубил. Па гледај се вака. Почни ти, ја ќе те поправам дали си утре. Значи брач Бол се случува таму действие бабати запросување и така натаму. Така и во еден здив се создава оваа песна, односно ти ја создаваш. Толку. Си кажам. Кажано све. Така, што за тебе значи Великден? Со оглед на тоа дека го имаш навистина великденскиот хит низ години, 26 реков. Вака. Прво, воопшто не сум бил свесен зашто сум направил песна, затоа што отварајќи го на православно календарче и првото што ми падна во очи беше тој наслов. Кога почна да се враќаат оние слики што сум ги проживал во текот на тој период од животот, и во еден момент се создаде целата таа приказка за Великден. Нормално, тука е таа приказката, нели, за баба, животот во Сплит, брач. За оние кои што не ја чуле, само ќе надополниме. Значи на Великден претежно се барале момите, така? Стројниците оделе и ги барале момите. Тоа е да кажеме, на Великден се собирале населението по селата, нели? Се собирале пред црква и тука на една страна биле мажите, на друга страна биле жените и нормално фрлање ишерет, така, и кој на кого око му падне и значи, Великден бил клучен ден. Клучен ден за да се таква нешто. спојат. Да, клучен ден за таква нешто. И да кажеме праќаат стројници, бидејќи тој се момчето страмуе оно, нели? Ама и така било порано стројници. Така и било. Дали ќе ја дадат незините, не е битно дали таа сака. Па тука 3 години, значи дедо Коста, односно мојот прадедо Коста, веќе 3 години, 2 години ги враќал стројниците, да, третата година му успеа на дедо ми. И ете, мислам, по таа врска и јас сум тука некаде во тоа стеблото на живење, односно коренот на нашата фамилија. Да. И она што навистина те врзува со Великден и твојата керка е родена на Великден. Тоа е така плюс. Тоа е плюс на сето тоа, значи ете, се случуваат и такви работи, значи Евгенија е родена на 12 април и баш на денот на Великден јас тој ден бев на концерт во Охрид. Така што Виолета веќе беше однесена во болница, да, во неделата са бајле се породи и ете, на свет донесе една убава керка. Така е, да е жива и здрава. 24 годишна сега. Така. Џокси, ти пречат ли преработките на Великден? Не. Па јас и јавно кажав дека секој има право да ја преработи таа песна без ниеден надовест, со тоа да земат песната да ја пријават во ЗАМ, затоа што да кажеме единствено на тој начин јас можам да на некоја рака да кажеме да заработам некој динар. Иако и тамо се ете работиве се средуваат полека, па се надевам дека во текот на овие наредниве години ќе биде од полза сето тоа што стои да се стори. Изминатите неколку години за Великден предоставам со настапи со оглед на тоа дека го имаш великденскиот хит. Овие неколку задни години и оваа година како ќе го прославиш? Веруј ми дека јас за Великден немам ниеден настап.
Добро, сега веќе и нема, да. Немам ни еден настап баш за празникот, односно дента или вечерта или не знам како. Единствено едни дечки од Тетово ми се јавија и ми кажа дали може да дојдеш. Тоа беше предено 3 или 4 години и во Тетово го направив тоа. Инаку избегнувам такви некои настапи за време Великден и пред Великден, затоа што сметам дека тоа не е веќе мој чин на потикнување на не знам се како да кажам. Мислам дека на Господ децата никој не може на тој начин да им ги земе. Тоа е негов дел од животот, негов празник и треба ние на него да му го посветиме тој ден. Песната се знае, живее недела дена пред, за време на великденските празници и нешто ден-два потоа. Така. И нека живее уште многу години, да си жив и здрав и ти благодарам многу и да се гледаме уште многу великдени, ако ништо друго. Почитувам, благодарам, Джокси. И те очекувам на естрадава, дај да промовираме нешто ново. Следна прилика. Да. Морам да завршам. Почитувани гледачи, ви посакувам убав остаток од денешниот ден, бидете и понатаму со нова, следете нашата програма и бидете со вашето семејство и вашите сакани. Поздрав!